Вардар Тиквеш 2:0, полувреме 0:0. Вардарците се во четвртфиналето на Купот на Македонија. Со головите на Дианеси постигнати во второто полувреме во 76-та минута 1:0 и во 90+3 2:0 за Вардар. Вардар успеа да го елиминира освојувачот на Купот и да забележи навистина вредна, многу вредна победа со која го одмрзна Вардаровото срце. Скршен е мразот кај навивачите на Вардар. Ова победа, ова елиминација на освојувачот на Купот и пласманот на Вардар во четвртфиналето секако ја враќа самодовербата во клубот пред се кај фудбалерите кои навистина по ова бледа фудбалска есен со овој успех, со оваа елиминација на Тиквеш ќе се повратат и секако ќе донесат далеку подобри времења за Вардаровите навивачи. А денес, кога зборуваме за нив на градскиот стадион, каде што влезот беше слободен и на овој празничен ден, навистина не беше така мала бројка и имаше навистина подршка, посебно од јужната трибина, каде што видовме една така задоволителна бројка. Во овој случај, својата подршка за Вардаровата победа ја дадоа и традиционално Вардаровите навивачи комити од Запад, кои на крајот сепак негодуваа кога фудбалерите се чини или според нивно видување не им одадоа должна почит за нивната подршка. Не се, она што се случуваше на фудбалскиот терен треба да се забележи во две различни полувремења. Во првите 45 минути слабо, неинвентивно на двете страни, со гард пред собствениот гол, побрзо или подобро да не се прими гол отколку да се постигне. Забележавме само 3 удари во овие 45 минути, од кој првиот на Донгмо, кој што гостинскиот голман успеа лесно да го одбрани, и на другата страна Стојковски во 25-та минута, Испахил во 33-та минута, но овие удари воопшто не резултираа со некоја опасност кога е во прашање промена на резултатот. Во едно такво слабо, да речеме, тапа полувреме на паузата, двајцата тренери Мојсов и Захариевски направија измени кај вардарците, влезе Дианеси на местото на Омерагич, а кај гостите Мојсов го ставил во игра Стојанов, кој во второто полувреме имаше една убава шанса да постигне гол за Тиквеш. Самиот почеток на вторите 45 минути им припадна на гостите од Кавадарци, на оние кои го бранат Купот и кои не успеа да го одбранат на овој напред против Вардар. Се играше 50-та минута кога Вареловски во една мешаница пред голот на Вардар веќе успеа со еден ризантен удар да го совладе и голманот Гачевски, и кога за жал Вардаровите навивачи веќе ја видат топката во мрежата, се испречи десниот директ на голот на Вардар и спаси водство на Тиквеш, кое можеби немаше да биде незаслужено. Втората шанса во 60-та минута ја имаше ново влезение од Стојанов, но и овој пат Вардаровата одбрана, за разлика од многу пати досега, имаше и малку среќа, но и беше прилично добро поставена и не дозволи да биде совладан Гачевски. Радоста кај Вардаровите навивачи, она сето што предизвика, рековме, стоплување на Вардаровата срце и кршење на тој мраз, на таа замрзната Вардарова душа во оваа фудбалска есен, го донесе Дианеси во 76-та минута. Во една диагонала, една длабочински упатена топка кон него, успеа да излезе поитар од последната одбрамбена линија на фудбалерите на Кавадарци. На Тиквеш се најде сам пред голманот и успеа по земја да ја пласира топката во неговата мрежа. Гол на Дианеси кој предизвика огромна радост и на крајот на криштата заслужено водство и реков стоплување на Вардаровите навивачки души. Тиквеш по овој гол фрли се на една карта, направи тренерот, гостинскиот тренер Мојсов направи рокада во нивната игра, се префрлија пред 16-тикот на Вардар и имаше 3-4 изидни ситуации кога топката шеташе некаде на работ на 16-тикот, но сето тоа последната Вардарова одбрамбена линија успеваше да го скроти, да одолее и на крајот голманот Гачевски да ги смири сите овие напади без да прими гол. Во една таква ситуација веќе се играше 93-та минута, односно третата минута од 4 судиски минути кои Димитар Пилешков ги покажа како екстра тајм во овој надпревар, а во еден класичен контранапад Вардар покажа, односно Вардаровите фудбалери, дека сепак не се дрво
не се фудбалска дрва без корени, се приигра добро на средината на теренот, беше упатена убава топка кон Дианеси, кој излезе многу поитар, поснаодлив, обиколен со 2-3 противнички фудбалери, сепак освртување успеа да зафати топката и по сите нивни нози да ја постави зад грбот на голманот на Тиквеш, кој беше немоќен да направи, да спаси било што. Се на се, Вардар е во четвртфиналето, тоа е добро враќање на само довербата, реков пред се на стручниот штаб предводен од Захариевски и на самите фудбалери, а за навивачите стоплување на навивачката душа. Како сето тоа ќе оди понатаму ќе видиме. Факт е дека вардаровите навивачи повторно бараа оставка од раководството, повторно бараа заменување на челниците кои го водат Вардар, но оставаме времето да го покаже тоа. Факт е дека повторно имаше незадоволство, иако Вардар победи со 2:0, се пласира во четвртфиналето на Купот на Македонија и на некој начин ја поправи оваа сива фудбалска есен кога е во прашање неговите резултати. Продукција скок од арената Тодор Проевски, четвртфинале, осмина финале на Купот на Македонија, Вардар Тиквеш 2:0, полувреме 0:0.
Ne, 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 ne.